Здраво! Здраво! Пред се, сакам да се заблагодарам на Семос и на Мекен што направија толку лошо лого и направија толку добар контент за мене. Фала ви стварно за поддршката на сите, фала ви за сите сабскрајби што ги направивте, фала за сите лајкови, за коментари, за се. И се надевам дека и ова видео сега што го снимам тука ќе допринесе кон спознавање на стварите за кои што ќе збориме. А не заборавај лайк, шер, сабскрајб и ако можеш Патреон можеш, ако не можеш да си жив и здрав, тоа е тоа. Ола! Донде está la библиотека? Денешното видео ќе биде дали кратко, дали долго, не знам. Мене ми е доста интересно затоа што е доста актуелна тема. Ќе ви покажам краток туторијал, 5 minutes craft tutorial, значи за 5 минути, како да потрошиш 2000 плюс евра, а при тоа да не си поминеш убаво. Спремни? Вака. Бум, запиши се во некоја од овие неформални академии кои што постојат кај нас. Знаеш, ќе се збори ти си ваков, ти си таков, не веруваш у ништо, глупости, ама така е. Сега, први ги фаќам овие, no brainster, затоа што за онлайн курс, каде што све пишува AI, све fucking AI, full stack програмирање and AI, UX дизајн and AI, и све онлайн, графички дизајн and AI. И сам, друже, ако напишеш на се ај него тупи куро да ти ебам сега. Ај брат ова, ај брат она, ај брат вака, ај брат така. Се заебавате ли бе вие, значи кого правите будала бе, да му ебам матер бе? Што е со цени бе? За онлайн курс, 2000 евра за онлайн курс, за снимени видеа. Колку пари е ова кон програмата? Да еден графички дизајн колку наплаќате вие? Дали сте нормални? 4 месеци 25 дена е просечно време за вработување. Stop the cap. Stop the cap right now. Stop the cap. 10 месеци. Све е fucking онлайн, брат. Види, понеделник, среда, петок, онлайн предања од 20 до 22. Friday night out. Друже, нормални ли сте бе вие? Перо! Ради тебе неќам брк да носам во пичку матер, полош си од Хитлер цанат. Ја немам проблем, стварно немам проблем со тоа да постои, нема цена бе да ти имам, зашто нема цена? Кур мој телефон, име, презиме, имейл, еве ти го. Така досаѓате само на мейлови да ти. Мислам дека графички дизајн околу 2,5 бона кај овие. Другиве академии, значи еве кај Джолев, дигитален маркетинг, графички дизајн, 2750 fucking евра. Тоа што ова ќе кажам е окей, е со физичко fucking присуство. Значи, треба да отидеш ти да станеш од дома, да се избањаш, евентуално да фатиш автобус, кола, такси, тротинет, точак, што и да е. Да отидеш таму негде у некоја просторија и да седнеш и да треба да слушаш на час. Значи, затоа што во секоја школа, зборам, секој курс, секоја академија, секој факултет, затоа факултетот е академски граѓанин стануваш, ти разбираш? Затоа што од у основно училиште се учат основни работи. Ова е лева рака, ова е десна рака, кирилица се пишува вака, иако луѓе уште не знаат да пишуваат кирилица очигледно, Кока-кола, значи основни работи, основна култура. Не збори као гоце, као камионџија, некој кој пцуе само цело време, ама кога го нервирате човекот ќе пцуе. Тоа е. Не знам друго што, например, еве, у средно образование веќе средно тоа ти е, значи да бидеш граѓанин од средна класа. Значи, одиш во некоја школа, као Панчарсовски јаке што завршив. Те учат од све по нешто и ништо, на крај завршуваш со 3,5 просек и викаш, кој вебе, ја ќе бидам графички дизајнер, знаеш, без школа, без ништо. И тоа е окей. И после тоа имаш факултетско образование, која што треба да научи тебе да бидеш нормална персона, која што ќе збори културно, ќе се обраќа, затоа ја не се обраќам културно, зашто јас сум со средно само. Ќе збори нормално, ќе се однесува нормално, ќе прави вака, ќе прави така, ќе знае да се снајде у муабет со други луѓе. Значи на маса на стол седнати, ќе знае да зборува со тие луѓе. И се појавува академија, било која, random, you name it, you fucking got it. И ти вика, ние правиме неформално образование и после тоа
тоа неформално образование, всушност прераснува во формално образование, затоа што вие се фалите со тие некои си европски кредит трансфер системи куровми и викаш као ние можеме вака, ние можеме така. И Водевич. Уште 6 слободни. Не може секад да имате само уште 6 слободни места, брат. И кога правиш некој маркетинг, направи го добро, а моја мајката сега. Уште 6 слободни места, као. Ајде сега фомо ке им ставиме на луѓе, fear of missing out. Леле, уште 6 има, мора... Бајо. 15-10 почеток на настава, јуни крај на настава, изложби на дизајн, пракса во компанија. Добро. Види, од прилика сите ти нудат све fucking исто. Значи, сајтовите им се исти, на Маја поранешната дизајнерка сега веќе само инфлуенсерка и нејзиниот сајт за вакво беше исти, така да буквално сте како политички партии. Дали била ВМРО, дали била СДСМ, дали била ДУИ, дали била Левица, сите сте fucking исти. И сите имате само една цел у главата, тоа е да заработите премногу пари и на крај пак да им плаќате колку беше 7,5 евра час на менторите. Разбираш, зашто порано ги викавте професори, после вика не се професори, да не се професори, ај ќе ги викаме ментори. Мене ми е стварно нереално ми е како може луѓето да се лажат. Друже, ај што менторите од 10 ментори, 20 ги бива само. Од прилика се кажам, нема кажам кој го бива, кој не го бива, кој сум ја да судам, ама ги гледам дека само 20 ги бива и толку, крај. На многу ваши студенти, посебно од Брейнстеров, од нов Брейнстеров, на многу ваши студенти сум им правил интервју за вработување. Мајмунот вика, не работам илустратор, а графички дизајнер, не работам индизајн, само нешто фотошоп чачкам, а сакам до 5 да седам на работа и сакам плата 1000 евра. Ова мајка му и татко му не го научиле вака, него го научиле кај вас. Затоа што вие сте тие што ветувате 20 дена за 4 месеци, 25 дена е просечно време за вработување. Number one. Брат, премногу ви е као некоја скамбек секта се понашате, знаеш, као дојди кај нас, ние сме најдобри. Како оние црквине на оние пасторине што лечат, Тино Кајшаров, буквално таква глупоќа сте вие станати, што само зимате пари, а тоа што го вадите е катастрофа. Слушај сега, Перо, тебе се обраќам лично, брат. Идејава ти ја знам од 5 minutes lesson што ти беше на Skopje Design Week. Флонсум се сеќавам на fucking све. Идејата ти беше супер, да ти ебам скейтеро да ти ебам. Кој кур ти дојде да станеш ваков скамер? Значи вакво булјашче, како можеш да станеш ваков булјаш? Имаше добра идеја. Образовниот систем е срање, ние ќе направиме луѓето полесно да научат ствари. И на крај вадиш само потешко срање вадиш од кај тебе, зашто примаш све и свашта, што грдот ти е наатолкав за пари. И на крај само луѓе само шеруваат некои дигитални дипломчиња, некои глупости, некои срања, нешто куров миленче. Пајде какатони ке правиме. Диде да му ебам мајката. Како да кажам да му ебам матер, да му ебам сега? Најлесно е да им ги земеш парите на луѓето да тие. Деца им било досадно, седнале, ја ке станам дизајнер, ја ке станам HR, ја ке станам ова, ја ке станам она. Има ли академија кај Перо, има кај Перо академија. И на крајот ден курси играте со луѓе и со компании пред се, зашто во компаниите не може да се најде еден ќорав дизајнер да се вработи джуниор, зашто джуниор треба, сениор, ако има еден сениор, доволно еден сениор. 20 джуниори да му помагаат на него и да научат како се работи. Ама не бе, брат ми, седи ти, свири курца, искочи од академија и после незадоволни студенти. Ети коментари има на видеа кај мене, има коментари, незадоволни студенти имало. Нормално дека има незадоволни студенти. Сега да не биде сега дека само студентите се право, напротив, и тие се за ќоте ќадење, ама сега ќе се вратам пак назад на онаа темата, физичко присуство, зашто тоа fucking кошта. Работна навика се плаќа. Знаењето си доаѓа
И знаењето се прифаќа и нели се работи на истото доколку само ти сакаш да научиш повеќе и да бидеш подобар. Дијана да ти го бутне у глава со инка знаењето, туку треба сам да седнеш и да бидеш волен и желен да го научиш тоа. Значи да научиш дома, зашто иначе и студентите, и студентите не сте само вие криви, и студентите се заебење. Сега, не може да дое студент да каже ја на часови ништо не научив. Да, бич, само ти кажав што треба да учиш. Дома се учи. Стварно не ми е јасно. Тоа не ми е јасно веќе. И мислам, јасно ми е дека студентите кур ги боли, посебно вака онлайн. Ти текно е најлоша работа што постои на светов и е факт тоа онлайн и тоа ремоут работење. Значи преку куров од тоа лези лебу да тебу до 9:30 до 10 сабајле лежи у кревет, стани и чешај си ги јајцата, деме ке работам нешто, у 3 саат чекај да идам да си купам јадење, друже стани отиди на работа. Стани измисли отиди на работа, не да гледаш само дај да киднам да го оставам маусот сам да ми мрда мене тука и ја да ја отпуштам машина за перење у ефтина струја од 12 до 2. Мене тоа ми е малце нереално. Да не го должам многу. Нема добра академија во Република Македонија. Не постои добра академија. Која сакаш биди. Брейнстер, Семос, Джолев, Creative Hub, како и да се викаат, значи никнуваат како пире и никнувате пиздави материна, не може човек да ве сотре и не идете во академии. Ова е мој совет. Одете онлайн курсеви, најдете си некои на англиски нормални, кај што се плаќа 50 евра месечно и седни факинг научи ако ти се учи. И дојди на каналов и гледај видеа што правам ја, како правам видеа за дизајн. И пиши ми порака, кажи ми што те интересира, ќе ти го давам знаењето без пари, глупеден. Ние како дизајнери, како креативци, како сте, ние имаме должност да го дадеме нашето знаење и да го шириме знаењето за луѓето да продолжат да бидат подобри и подобри од нас. Толку, крај.